Колку пари има направено со неговиот најдобар другар? Откако е премиер Мицкоски, тие фирми на кои што он бил консултант, сега се инвеститори во енергетскиот сектор. Денес. Тоа е 353, злоупотреба на службена положба и овластување. Толку 120 милиона заштедил. Од што си заштедил? Ако ти не си ја создало врската, ако не си земал кредит, ти тогаш би заштедил, затоа што не си создало врска. А сега создаваш врска и викаш штедам. Што штедиш? Од што штедиш? Реално тие пари ќе бидат максимално потрошени за општините, за локалните избори наредната година и тоа е најголемата трагедија. Ама окей. Не е окей затоа што тие пари вложени во патче, во улица, во канализација, во водовод не креираат никаков поврат на средствата. Односно, тоа е инвестиција која што не носи ништо за 5-10 години, освен убаво живење, убаво и пристојно живење за граѓаните, што не викам дека не треба да биде. Убаво и пристојно живење за граѓаните создава економски раст и поголеми плати. Тоа создава убаво и пристојно живење. Добро, тоа би хумано живење би било. Кога ќе има добар економски раст, добра економска состојба, во таа ситуација даноците кои што граѓаните ги плаќаат ќе бидат поголеми, следствено на тоа буџетите на општините на државата ќе бидат поголеми и нема да има потреба да се задолжуваш за да направиш основни средства за живот. Но не е лошо тоа што со овие пари ќе се согласувам, ќе се инвестира во основна инфраструктура за хумано живење. Тоа се согласувам, тука нема што да правиме моабет. Ама тоа не враќа пари. Не враќа, тоа нема поврат. Не враќа пари на државата. Да. Значи тоа реално да земеш сега пола милион евра за да купиш Rolls Royce. И? Да. И после? И после ќе го купиш. И тој не ти обезбедува нови. Да му стави. Тој само трошок ти. Трошок, тој не ти обезбедува нови. Исто како и автопатот и канализацијата, тие се треба да се одржува, треба да се црта, треба да се. Автопатот е економска категорија. Не автопатот, патот, уличката што ќе ја направиш. Тротоарите треба да ги одржуваш, треба да ги метеш. Значи тоа се работи кои што се само трошок за државата. Зошто градоначалниците до сега не успеале да ги реализираат проектите кои што ги ветувале и кај им се парите у буџетите? Зошто они немаат пари у буџет? Зошто не реализираат проекти? Единствените проекти кои што се реализира посериозни проекти, да бидеме многу реални, ги се реализира со последниве пари што им ги даде Таче у последното негово владење. Пред да му заврши мандатот. И дополнително прашање е како можеше Стефчо Екимовски да реализира све у Карпош и да го наболни буџетот и да стави ново лето осветлување и да заштеди и да врати долгови, а овие да не успеат да направат ништо со полни буџет. Единствени проекти кои што се направиле во Скопје, не навлагам сега тоа, ЈСП, автобуси и она, кои што се улици што се направиле у Скопје, се направиле од град Скопје. Од град Скопје, без да им дава владата пари на град Скопје. И тоа треба да бидеме објективни. Кај се париве на градоначалниците? Градинка у Ѓорче отворија една, градинката у Ѓорче е завршена од 2019. Да. И немаше дозвола за како се кажа употребна дозвола. Ја извади Александар Новиов, градоначалник, и ја отворија као нивна, ама не е нивна, таа е од 2019-2020. Тоа е најако како си пукаш 60 на пример со тоа увод. У нога. Значи ти да имаш завршено градинката од 2019 и да не ја даваш од труд и социјала од твоја власт, да не ја даваш да употребна дозвола на градинката. Трета работа. А деца иде од Ѓорче, извини, само иде од Ѓорче у Карпош да учат у градинка затоа што немаше место. Сегде иде од околните општини, не само Карпош. Трета работа. Каков е тој моабет? Очекуваат зголемување на минимална плата работниците и он вика: ама ја не сум се видел со ниту еден. Нека да се гледат со мене. Не, јас со ни еден синдикат немам остварена средба. Они кога бев опозиција нека да среднат со мене. Сега што какви очекувања имаат се они од мене? Ајде нека дојдат, нека видат. Ама не, дојдете видете буџетот, ако најдете ќе видат. Да. Чекај бе другар, што има да доаѓаат они да fuck you, брат. Тебе те избрале луѓето за ти немој сега моабето, дојди прашањето за него е who the fuck are you, брат. Ти си 4, 8, 12 години премиер, толку брат. Толку после ќе заминеш, ќе те плука народот. Тие луѓе плаќаат данок у оваа држава. Тие луѓе ја креираат економијата на оваа држава. Тие луѓе ти даваат тебе плата од 150 денари месечно, од која што ти би се откажал, ама немало поента. Да имало поента би се откажал од платата.
Диме Малце- Комуњаро, дај бе олабави со тоа Стевче становите, ти кажа човекот овдека дека нема станови. И вие као комуњари го напнавте пред вакво дека сега кога беше богат, сега ќе ги најдете становите и што најдовте? На Стевче нема станови. И сега СЈО бараше, ОЈО бараше, ОЈО ГОК бараше, републичко обвинителство бараше, не знам. Комуњарите направија хистеријата, ВМРО ја продолжи и ес. Више обвинителство докаде? бараше, сите обвинителства бара, странци бара, не знам кој бараше. ВМРО ДПМН сега бара станови, никој не најде станови на Стевче, ама има лон. Ама сега дај олабајте со тоа, сега ви кажа човеков овдека му го поставивме директно прашањето, ви одговори овдека и сега не ја не разбирамо. 10 години Стевче има станови и кај се у 10 години ни еден стан не му најдовме. Нема на него име, ги ставил на блиски. Ајде бе, жити мајка. И обвинителството не го знае, ти го знаеш. Управа за финанско разузнавање не го знае, ти го знаеш. Управа за финанска полиција не го знае, ти го знаеш. УЈП не го знае, ти го знаеш. Катастар не знае, ти знаеш. Судот не знае, ти знаеш. Полиција не знае, ти знаеш. Са дај малце да бидеме реални. Мора да се врати довербата во институциите, мора да се врати довербата во институциите и хистеризирањето на секоја власт како дојде да ги напаѓа институциите дека се корумпирани, вакви такви да не им се верува, не доведе до ситуација да живееме во анархија у која што не веруваме на ниедна институција, не веруваме на ниеден закон, веруваме само на ајатолахот од племето, он што ќе каже тоа е и се доведеме во ситуација у која што нема право, нема владење на право, нема правна држава, нема институции. Ја не разбирам. Сега кажале 40 институции надлежни за да му ги најдат становите на Стевче дека нема станови, ама ти знаеш. Или јас знам, или Милош знае. Не, тоа не иде така. Не се заебајте. Може би да најде двајца само за да му премише куќата, пример. Изброј ти 5 души на кои што им веруваш доволно да им препишеш стан. Сам. Ти најди 5 души дали имаш блиски да ти препише некој стан. Ајде, остави нека жив и здрав, ајде сега глупости со него ќе се Ама расправаме, имаме топ сега, теми. значи, Топ теми и да најавам само за неделава имаме одлични гости. Четврток и петок имаме топ чекај гости. брат. Не довршивме со интервју. Мала Па, најава да направиме. Да. Па мислам дека доста беше најава да влеземе више у видеата. Акаунт Пошто има многу. Тетоец, доста се оправаш, кажи им таму да стават лайк, subscribe и share. Да Така ставите е. лайк, subscribe и share и каже еден друг тетоец. Тоа беше за вакво. И што беше друго? За платите. Му вика сега Лупевска, види. 78% зголемување на плати на функционери е дополнителен трошок на буџетот од 15 милиони евра. За да се зголемат платите за 20% на сите вработени во здравство, чини 20 милиона плюс. Ако вие се откажете од овие 78%, 15 милиони се тоа тога буџет. 15 милиони ќе се префрла за и сите доктори и медицински сестри и здравствен персонал ќе имаат 20% поголеми плати. И он вика Не, боле. Жане му вика, ба се и ти си тука вика да не кажеш за тоа и. Тебе те прашувам. Ама не, види. Кога била СДСМ, не бе друже, кажи ти ќе се откажете до овие 78% плат. Требало законско решение. Еве спремаме закон ќе биде. И СДС спремаше закон. Ама ќе нели биде и- вие се буневте во опозиција дека кога ќе дојдете веднаш Што не ќе дојавте го со укинете? готов закон, бе? Да, со готов закон што не дојавте. Па не знам дали у 1198 програмата дали имаат уопште за намалување на функционерските плати, можда на крај ќе испадне дека не ни ветиле такво нешто. Види. Живи преваранти, сме го виделе ова, пробува да тера некој популизам кој што реално сега за сега нема основа. Значи, што е работата? Вучич ја направи Србија фактор у регионот, па и у Европа. Кај Вучич дојде Олаф Шолц, дојде Макрон да го моли за литиумот, значи има природни ресурси, има геостратешка важност во моментов за Европа. Значи Вучич она што го направи со рудниците за литиум, например, им откажа љубов скроз на кинезите, односно забрани извоз на литиум од Србија за Кина. Тоа за Европа значи спас, затоа што главна конкуренција за електрични возила на европските големи компании ќе
ќе бидат кинеските Чекай, извини. во иднина. Само да се докажа. Ајде докажи се. Значи, дека треба да имаш, за да имаш популизам, за да водиш таква политика, да се однесуваш така како што се однесуваш на интервју, треба да имаш нешто позади себе. Некаков успех. Една инвестиција од 30 милиони евра не е успех. Не бе каков успех сега не да. Мислам се окей, супер, топ. Супер, да, ама не некој Се сретна денеска и со Бил Павловски. Топ, супер, донеси милиарда. Ама не е тоа инвестиција која што тебе ќе ти обезбеди позиција на некоја си економска сила регионална. Значи да се приближиш барем у регионот на другите. Ти другар треба да донесеш многу инвестиции. Ами ние треба да имаме 10 години 5% раст на GDP, за да може да се понаша како што се понашаше денеска на интервју. Ја ќе речам браво човек, свака част. Да. Крис не е бил. Бил, извини. Диме комуњарот, само да му кажам, брат, не се љутиме така објаснуваме. Така објаснуваме, не се љутиме таван работа. Поенергично. Енергично, брат. Кафе. Така сок, че сме штитиме пијани, ставови, да. цигарчиња, Не се све. љутиме, брат, што ќе ме врска ни отвараш тема, таман. Така да тоа е. Значи ти треба да имаш покажано сериозен успех. Зборев за Србија. Србија како што кажав, значи има забрането извоз на литиум во Кина. Цел литиум ќе го откупуваат европските Регионална сила ќе стане Србија. Европските компании Да. за производство на автомобили, автомобилистички индустрија. Зашто ќе биде тоа у Србија? Да, Тоа ќе биде ренесанса, ма не само литиумот. Вучи се што направи овие 10 години на власт. Ако литиумот они го отворат, рачунај дека најголемите фабрики за производство на батерии во Европа во моментов во моментов се градат во Унгарија. Значи BMW гради, Тесла гради за батерии и уште една кинеска фирма BYD, мислам дека Ќе гради. биде 3 фабрики најголеми во Србија ќе Европа. стане Да, Саудитска Арабија на ќе Балкан. стане, да. Сега друго што да кажам. Морам да го поздравам Мицкоски во еден дел кажа дека освен интерконекторот со Грција, и тоа се согласува, кој што е многу важен за држава, интерконекторот е апсолутно важен за економска стабилност и е предуслов за економски раст. Дека на тоа е фокусиран да го среди, ама не да го ретендерира, туку да си тера како... Дури да го ретендерира, дури да плати плюс 15 милиони евра за нов тендер, како што вика он дека најверојатно ќе чини поише ако се ретендерира и он дека не сака да го ретендерира, треба да верува дека никој во Македонија нема да му рече дека не требал тоа да го прави. Напротив, ќе го поздрава. За пругата збориш? Не, интерконектор. Аха, добро. Значи, Не, ама он рече дека парите за пругата ќе ги пренасочи за интерконектор. Не кажа тоа. Не. Кажа дека ќе ги пренасочи наместо за Романовце пругата, ќе ги пренасочи за коридор 10 пругата. Со слушање. Да и Не. ајде. Јас сум Така го разбирам. дури 15-20 милиони да даде плюс, тој интерконектор да се заврши. Из целата бизнис фела ќе го поздрави тој потек, а и македонските граѓани. И не треба од тоа да се плаши. Дополнително, најавата дека он промовира изградба на нов интерконектор со Србија е исто така одличен проект и одличен предуслов за зголемување на економската активност во држава. Тие две работи му се добри. Али популизмот не му чини. Глуп популизам е тоа. Шафхаузенот, пази сега се заеба. Не заснова на ништо. На ништо не е Тоа е заснован. проблемот, значи Шафхаузенот му вика, ај кажи ми колку е Курч. саат, му вика Жане, пошто многу е саативе ти се скапи. И овој вика, овој ми е многу драг, ми е подарок од супругата. И сам си ја става во јавен дискурс. Никој не гледа да му ја спомне. Сам си ја става во јавен дискурс. Зашто? Еве и да е тој поевтиниот саат, 18.000 евра. Прашањето е, од каде на сопругата 18.000 евра за да му го купи саатот? Бидејќи е предава професорка е во средно училиште во Скопје, во Орце Николов. По македонски. Од каде се ти 18.000 евра на сопругата? Еве да е втората ситуација. Он вика, јас сум работел дополнително, тоа е точно, и ние го кажавме тоа, и сум заработил доволно.
И дал пари на сопругата му купи поклон. Не. И Он па работел дополнително за да си го купи другиот часовник кој што кошта 45.000 и 50.000 евра. И добро, и тоа е прифатливо. Прашањето е, за кој фирми работел? Што работел? Зашто бил консултант? Дали бил ангажиран преку факултет? Дали бил ангажиран во деновите кога не предава? Знаеш што е Дали најважно? парите што ги земал и ги вратил у факултет, бидејќи професори кои се ангажираат би требало да додат преку факултетот. Дали ако не бил ангажиран преку факултет и кога не предавал, дали земал целосна плата? Кога не одел да предава? Тоа е етички? Морално? Тоа не И е, дали е криминално? тоа не е етички. Не знам дали е криминално. Тоа е еден затоа сет што на прашање. Најважното прашање е дали тоа го работел консултантските услуги у енергетиката и тргувањето енергетиката, дали ги работел додека бил советник во владата за енергетика. Затоа што тоа спаѓа под инсайдерско Второ тргување. работа. Тоа е најбитно. Тоа е вториот сет прашање. Да. Вториот сет прашање. За кој фирми он бил консултант? Што консултирал? Колку пари има направено со неговиот најдобар другар? Кој? ДД. Мгм. Така наречен глумец беше? Да. Така? Да, глумец. Кога он беше у катастар. Бидејќи консултантските услуги на Мицкоски се за фирми од енергетика кои што денес инвестираат у Македонија. Откако е премиер Мицкоски, тие фирми на кои што он бил консултант, сега се инвеститори во енергетскиот сектор. Денес. Во ветерниот парк? Не, во други проекти. И меѓу другото и во ветерниот парк. И ќе ги објавиме. Кај бил консултант, за кои фирми бил консултант и што работат тие фирми денеска. И какви поволности имаат за овие месец дена. Истите тие фирми на кои што он им бил консултант и он заработил пари. Денеска се инвеститори во Македонија и добиваат поволности од нашава држава. Тоа е 353. Злоупотреба на службена положба и овластување. И тоа ќе мора да го обелодениме. Затоа беше проблематично од кај му се саатите. Не беше проблематично тоа што има он саат од 45.000 евра. Прашањето од каде? Работа. И кажавме, кога кажав овдека, дека он бил консултант и веројатно ќе каже дека како консултант со екстра работа, он собрал пари и си купил таков саат. Нели го кажав тоа тука? Да. И кажав дека ќе дојдеме до ситуација кога он ќе го каже тоа, ама тогаш ќе отвориме прашања кои се тие фирми за кои што он бил консултант и дали тие фирми денес работат со поволности од владата. И ќе го отвориме тоа прашање и ќе ги разгледаме тие.